Ретки се луѓето кои останале да живеат меѓу луѓето и тогаш кога физички не се меѓу нив. Тоа е Борис Трајковски, председателот кој на 48 годишна возраст го загуби животот. Ова беше дел од говорот на градоначалникот на општина Струмица Коста Јаневски, кој се обрати пред струмичани на одбележувањето на 62 годишнината од раѓањето на Трајковски. Тоа е тој човекот кој ги сакаше луѓето, верникот кој го сакаше Севишниот Господ Бог, сопругот и таткото кој неизмерно ги љубеше своите Вилма, Сара и Стефан, струмичанецот кој ја сакаше својата родна Струмица и македонецот кој ја сакаше Македонија, кој се гордееше со Македонија и кој веруваше во Македонија. Ете таков беше Борис Трајковски кој настојуваше да стави знак на равенство помеѓу онаа што значи човек и онаа што значи председател. Токму таа човечност и едноставност беа неговите главни белези, па во тој поглед не сакаше воопшто да се менува. За него и граѓаните, и селаните, и земјоделците, и работниците, и неговите соработници и државници беа подеднакво луѓе. За него воопшто не беше важно кој е кој и кој на каква позиција се наоѓа, туку кој е човек во вистинската смисла на зборот. Беше тоа негова доблест, по која уште долго ќе го паметиме. Денес на одбележувањето на 62 годишнината од раѓањето на председателот Борис Трајковски, градоначалникот Јаневски рече дека треба да се ползува фактографијата за неговиот недооден до крај државнички пат. Таа фактографија вели дека Трајковски беше именуван за втор председател на Република Македонија на 15 декември 1999 година. Исполнувајќи ги своите државнички обврски, беше посветен на интегрирањето на Република Македонија во евроатлантските структури и тоа го сметаше за едно од најважните стратешки прашања за земјава. Во таа насока оствари бројни официјални средби со влијателни државници од Европа и светот и на тој начин ја јакнеше билатералните односи на Македонија со мноштво земји од сите светски меридијани, а паралелно се залагаше за просперитет на Македонија на сите можни полиња. Председателот Трајковски знаеше да каже: ние мора да преземеме лична одговорност не само пред нашите семејства и пред себе си, туку и пред нашите соседи, пред пријателите, како и пред сопствената држава. Кога зборуваме за председателот Трајковски, не може да не се спомне дека во македонската колективна меморија тој особено ќе остане запаметен како клучна фигура која придонесе да стигнат страстите во воениот конфликт во 2001 година и на тој начин да дојде до елиминирање на опасноста од понатамошно разгорување и проширување на тој конфликт. Неговата мудрост особено дојде до израз со Охридскиот рамковен договор, кој беше основа за враќање на соживотот и подобрување на меѓуетничките односи во државата. На свеченоста беа доделени награди на авторите на најдобрите творби во чест на председателот Трајковски од традиционалниот конкурс на локалната установа библиотеката Благој Јанков Мучето, а беше положено и свежо цвеќе пред споменикот Македонија.